144.000 евра државни пари за еспресо, свежо пилешко месо, сувомеснати производи, овошје и зеленчук. Речиси 150.000 евра вреди тендерот на владата за набавка на првокласна луксузна храна. Сепак ова за власта не бил никаков луксуз, туку нормални трошоци. Секретарот за јавни политики во владата Васко Кичевски од партиската говорница на СДСМ го правдаше овој тендер. Имало многу министерства вработени, па нормална била оваа јавна набавка. Оние кои што се 140.000 евра, ако ги поделите по сите министерства, све што кое што ги набројавте намирниците, тоа не гледам дека е некаков луксус, односно пилешко месо рековте или нешто нам еспресо кафе, вие пиете еспресо кафе? Мислам дека тоа не е некој луксус еспресо кафето, секој граѓанин може да се дозволи еспресо кафе. Мислам дека тоа не е некој голем луксус, посебно за сите институции. Збориме за голем број на вработени, збориме за голем број на министерства и институции. Според лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски, овој тендер покажувал дека власта воопшто не размислува колку тешко живеат обичните луѓе и на овој начин била покажана нејзината негрижа за животот на луѓето. Тоа е уште еден доказ за безобразлукот на владата на ДУИ подржана од малцинскиот партнер СДСМ, посебно во месец на рамазански пости, во месец на великденски пости, да излегува еден ваков тендер на ваква јавна набавка кога навистина луѓето треба да се воздржат, ако ништо друго, бидејќи секако скромно просечно македонско семејство, без разлика дали станува збор за македонци, албанци или останати, едва и кубури од крај до крај да поврзе во месецот, а тие, гледате како се луксузираат. Најмногу пари владата и нејзините институции ќе трошат за еспресо и други видови кафе, односно над 48.000 евра. Потоа за овошје повеќе од 34.200 евра, 29.000 евра планирани да се потрошат за свежо пилешко месо, 24.000 за сувомеснати производи. Владината служба склучила 2 договори со вкупна вредност од околу 9.400 евра за снабдување со овошје и зеленчук за двете државни вили во Охрид.